Нема тука некој код етички на како може ви да ставите или не. Многу пак е таа гладиаторска борба за кликови, прегледи и така натаму и немаат корисниците компас. Значи има доста и вулгарни видеа, има и доста кои што се, како да кажам, несензитивни, дискриминаторски некогаш, на расна или можеби на родова основа или така натаму. Има доста стереотипи, значи се смеваат некои стереотипи, како што се, не знам, ромите, маргиналните заедници, така натаму. Тие работи се повторуваат, да речеме, и од Facebook или од Instagram. А со тоа што TikTok е поизразено, визуално помоќен, во таа смисла ги крева скалилата на таа сензитивност уште повеќе и опасноста кај TikTok е токму таа. Значи, со такви некои вознемирувачки или, како би рекол, значи, видеа кои што не се доволно сензитивни, не внимаваат каква реакција ќе предизвикаат, раздразнувачки, значи пораздразнувачки се од другите, да речеме, социјални мрежи, да се крие опасноста од TikTok. Се споредуваат со она што го гледаат таму, со луѓето кои што ги гледаат, со луксузот во кој што тие живеат, што го прикажуваат всушност, а сето тоа таму изгледа многу идеализирано, многу фотошопирано и така натаму. Меѓутоа тоа не го согледуваат од тој аспект и дозволуваат, да кажам, така да им влијае тоа на нивниот развој, како психички, така и физички. Најризична група, можам да кажам, се адолесцентите. Токму тогаш се најподложни на влијание од околината, сакајќи да припаѓат на некоја група, на потреба за припаѓање, потреба за создавање нови односи. Сето тоа може би им влијае да, сакајќи себе си да се прикажат како дел од група, во борба да станат дел од група, стануваат подложни на барањата што ги нудат социјалните мрежи, па така потпаѓаат многу полесно под туѓо влијание, стануваат асоцијални, создаваат нереална слика за себе, како што рековме, и надпреварувајќи се со другите, претежно создаваат погрешна слика за себе. Едно е вие да објавите популарно видео, а потоа не знам некој да почини силеџиство или да ги злоупотреби тие работи, значи треба на вистина добра информираност, добри вештини, кои што треба да вложите време и знаење, како да се заштитите, како да го заштитите својот профил, како некој да не ви преземе материјали, да не ви преземе лични податоци, како ако некој ви се заканува, како да го пријавите, каде да пријавите и така натаму, да не се игнорира работа.